Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Едните активности кои што се поврзани со материјалното за средно удобен живот или за среден живот ги тераме и ги работиме онака како што мислиме и веруваме дека е најдобро. Но овие работи не смеат да влијаат на духовните работи. Духовното и материјалното треба да има баланс. Треба да биде исто. Што значи дека колку време трошиме на материјалното, исто толку време треба да трошиме и на духовното. Затоа денес од Кочани ги повикувам сите граѓани на Република Македонија да застанат во одбрана на македонштината. Независно дали е на едната или другата политичка партија градоначалникот на Кочани, ние сите заедно кажавме се македонското обединување дека најжестоко ќе се спротивставиме доколку некои од работите продолжат доколку некои од работите продолжат во смер идентичен како претходните градоначалници. Градоначалници на Кочани, немој да веруваш дека си ист како претходните. Ние ти кажавме, ја дадовме поддршката во вториот круг. И денес јавно кажуваме дека најжестоко ќе се спротивставиме на идејата за градење на стамбен комплекс во местноста Панаѓур, идеја која што е промовирана уште од турскиот премиер Ердоган, за кој што во приватна посета доаѓаше пред пола деценија и турската амбасадор, на кој што јавно и гласно им кажав дека овде ќе биде Армагедон. Во вториот круг рековме, градоначалниче на Кочани, ако дојде до интерес и спој дека и позади тебе стоја Ратко Сорос и вахабиста и Иванов град, Ване, Батеване деликатесо, ќе имате она што треба да го имате. Владо Павлов ја повикува цела Македонија на денот, ако и овој локалитет и ако и овој локалитет стане парцела како тоа што го правевте од времето на Ратко Сорос и вахабиста со текешински лозја, ќе имаме она што никој досега не го видел во Кочани. Ќе застанеме храбро сите и нема да дозволиме нашите локалитети да ги газете сите вие кои што се нафатиравте од Македонија. Немој да заборавеш дека ние се македонското обединување дадовме глас, се спротивставивме на се оно што треба Кочани да биде во иднина. Немој да веруваш дека Панаѓур ќе биде локалитет за градење на нов стамбен комплекс кој што треба да ја сокрие вистината за Кочани и за Македонија. Независно дали премиерот Тино стои позади тебе или не, помнете и не заборавајте. А од овде јавно ќе ги прашам сите лица од Музеот на Република Македонија каде се артефактите од локалитетот Лукубија, од локалитетот Барутница, од локалитетот Мородвис, каде што имаме слики
од сите артефакти кои што ги нема во музеот на Република Македонија, кои што докажуваат вистината за моје Кочани, каде се сите артефакти на кои што работеа Коста Балабанов и Кирил Трајковски, зет на Благој Попов, лице кое што потекнува од село Невичани Кочанско, а најдовте мана на еден лик кој што чувал докази за Кочани. Работата ќе ја истераме сите заедно. Сите заедно ќе ни кажете каде се артефактите од Кочани и Кочанско. И дали некој има право како кондуктерот Николче врз локалитет да гради и да става соларни панели. Овој пат нема да дозволиме. Нема да дозволиме Кочански Панаѓур да биде место каде што повторно ќе имаме гроб на гроб или врз гроб стамбен комплекс. Помнете и не заборавајте, Кочанчани, колку и душата да ви е купена. А знаеме, цела Македонија, дека сте купени душички. И затоа за едно джепче повеќе да наполните не ви интересира Македонија. И затоа ви смета Владо Павлов, Кочанчани. Ама немој да заборавите дека Армагедон овде ќе ви биде на глава на сите. Затоа што не ја сакате вистината. Македонци, браќа и сестри од се македонското обединување, доколку и овој локалитет стане парцела во служба на Радко Сорос и вахабиста и Иванов град Ванчо Деликатес, ќе се спротивставиме најжестоко затоа што овде се крие вистината за ковачницата на Архелај први и доказите за градот Ајгај Еге. Град кој што го добил името по сребрените рудници. Латинскиот збор за сребро Аге ја кажува целата вистина. Латинскиот израз на Ајгај Еге, АГ, е символот со кој што е поврзано среброто. А Кочани изобилува со сребрени рудници. Никој повеќе нема да ја сокрие вистината за Кочани и градот на Филип Македонецот. Ние, се македонското обединување, ти ја дадовме поддршката, градоначалниче на Кочани, и кажавме дека најжестоко први ќе се спротивставиме. Ако и ти си полтрон како папазвот на Радко Сорос и Ванчо Деликатес, каде што видовме до каде дојде нашиот град. Дојде до изгорени 63 дечиња. Дојде до уште не знам колку ли, кои што денес се на рехабилитација имаат проблеми со белите дробови од сето она што го вдишале. Дојде од сето она кој што имавме најголема елементарна катаклизма во интерес на некои непријатели на Македонија, во интерес на наркокланот од Србија, во интерес на сите оние кои што си продадовте дупе во мојот град. Не, вие можете да молчите, Кочанчани, колку сакате. Ама македонците од целиот свет ќе бидат на локалитетот кога вие ќе верувате дека овој локалитет бил демек од мала важност и затоа денес се парцела и затоа можеме денес да градиме стамбени комплекси. Не. Прво Радко Сорос и вахабиста ќе ни каже една работа. А таа работа е каде ја акумулира струјата од неговите соларни панели од печатница Европа 92. А потоа ќе разговараме зошто му требала
цвеќето на животот? Зошто ова хајка против Владо Павлов? Зошто и хајката продолжува? Кон Владо Павлов, од негово поколение кој што верувате дека сте успеале во нешто. Не, јас, Владо Павлов, се откажувам од цело моje поколение, ако повлекол нешто, а повлекол што Владо Павлов најмногу го мразе во животот. А цел живот и да сум вложил во тоа поколение, мене нема да ме видите дека јас ќе бидам со такво лице. Затоа што најгнасно нешто за младината денес е некој да ја трове. И не сакам повеќе да имам контакт со никого, па дури тој да е мој син. Помнете и не заборавајте. Али ова што верувате дека ќе градите стамбени комплекси, како секогаш што го правевте сето тоа, како што Винче културата ја правевте од локалитетот Лукубија, продадени души и кочанци, сте се зафркнале. Не сакам ниту еден да учествува во сето оно што ќе го правиме македонците од целиот свет. Затоа што вие кочани ве немаше никаде кога се боревме најжестоко ние македонците за нашето минато, за нашиот археолошки туризам. Не сакам ниту еден кочанец, затоа што ви ја видовме душата. Ви видовме какви сте, а вие се пронајдете самите зошто сте такви. Ние најжестоко ќе се спротивставиме на Ратко Сорос и вахабиста и неговиот близнак Ванчо Деликатесо. Колку и да веруваат дека тие се богови, дека тие се светци, ама ете, светоста кај нив започнува од Бог и ќе продолжи во иднина, бидејќи повеќе и Бог овие богови не може да ги трпи. Уште еднаш, Ратко Сорос и вахабиста. Се македонското обединување те прашува каде ја акумулираш електричната вишеток енергија од соларните панели од печатницата Европа 92. Затоа што ти си најневиниот, ти си најдуша во кочани, ти си најзлатниот човек, ти немаш ништо, ти си милост, ти си љубов, ти си се, Ратко. Ама, тоа е само за разговор. Ги знам твоите гнасни сценарија. Со оние кои што се уште верувате дека увара довлочени постои. Ви ги знам сите сценарија што правите. Ама немој да верувате дека ги успеете да ме замолчите. Затоа ги прашувам оние фантом работници од музеј на Република на Македонија кои што биле кај Владо Павлов на Нова година, прво да ми кажат каде се сите артефакти од депото на музеот на Република Македонија, а пронајдени од Кочани и Кочанско. Сите до еден. Дали постои денес артефакт од Кочани во музеот на Република Македонија? А наоѓате мана на лица кои што се бореле и кои што чувале докази за Кочани, за Македонија, за Македон, да бидат во музеј во Кочани. Но вие, кои што ги продадовте сите артефакти од Кочани, вие парфюмисаните, диви копачи, вие кои што го уништивте Кочани, и вие кои што доаѓавте од Скопје, и вие дававте докази дека локалитетот Панагјур немал големо археолошко значење, па можел да биде парцела. Секако, со над 200.000 евра дадени пари од олигарците во Кочани, во време на Ратко Сорос и вахабиста, кога започнува и да работи Пулс.
Така е, Радко е најмирната особа во Кочани, најголемата душа со Ванчо деликатес. Тие се лепотани, тие се душа, затоа и Кочани ни го направија мртви гробишта кочанчани мои. Локалитетот Панаѓур, малку потешко да биде, како што го направивте локалитетот Текишински лозја или Алекс, швајцарско сирење. Текишински лозја ја кријат вистината за македонскиот кутлеш и тука никој не можете тоа да го попречите. И уште 2 локала да отвориме низ Македонија. Македонизмот во мојата душа нема да исчезне. Тоа да го знаете сите. Материјалното не може да преовладува пред духовното. Тоа сите да го знаете. Колку и да се обидувате да го замолчите Владо Павлов. Ама, тоа нема да се деси. Цела Македонија ќе биде на нозе на Кочански Панаѓур, каде што имаме 8000 погребани и каде што имаме во ова ковашница гробница, масовна гробница на наши македонци. Во времето на римскиот император Теодосиј, кој што го бранале храмот на Артемида, а денес по Текишински лозја. Истиот храм кој што бил запален и уништен и каде што крие вистина за Македонија. И кој што го бранеле овие 8000 македонци, се фрлени, убиени, масакрирани и оставени овде. Овде, на овој доказ каде што се одигрувале и Олимписките игри на древните македонци, каде што имало трка со коњи само, затоа што коњите биле миленици, затоа што на македонските цареви најголемите миленици им биле коњите. Затоа што, и ако погледнете, овде ќе го најдете и сето она што значи Македонија. Доказот на Кочанскиот Панаѓур никој не може да го направи да биде и да стои како стамбен комплекс. Владко Грозданов, независно дали си пулен на социјалистичка, а те почитуват во ВМРО ДПМН, дали Миле Левков ти е ова или она или премиерот Тино. Кога е во прашање вистината за Македонија, нема повеќе да премолчуваме. Тие имаше нашата подршка во вториот круг, откако моите кочанчани не сака да го бойкотират првиот круг. И ти кажавме, и пишавме, ако приметиме 1 сантиметар поврзаност и линија кон Радко Сорос и вахабиста и Ванчо деликатес, како во времето на папазот, ќе застанеме најжестоко против се што се прави во Кочани. А вистината за Пулс ќе да знаете наскоро сите. Колку и да се правите ратошо, вие во Кочани дека ништо не знаете. Ќе да знаете сите вистината за сето она што се случува. И за ова вистина цела Македонија ќе застане, затоа што Кочани беше курбан град за цела Македонија. Бидејќи македонци мои во сите градови на Македонија, во секој град ова можеше да се случи. Можеше во секоја друга дискотека да се случи. И во Битола, и во Прилеп, и во Скопје, и во било кој друг град во Македонија. Затоа, за да не се случат повторно вакви сценарија на Молохот, македонците се обединивме во цела Македонија. А Кочани ќе биде нашата движечка сила за кој што ќе се бориме. И нема да дозволиме повеќе овие олигарси, овие соросоиди и овие кои што ви ги купиле душите повеќе да уништуваат културни знаменитости на Македонија. И затоа ги прашуваме сите, каде се артефактите пронајдени во Кочани и Кочанско, археолози на Република Македонија, вие парфемисани диви копачи. Илинка, археолог и кустос од Кочани,
Каде е лицето? Каде е погребаниот џин од 3 метра, кој што е пронајден на локалитетот Лукубија и околу него неколку мина скелети од дечиња? Ајде, археолози, вие кои што наводно на Нова година сте доваѓале кај Владо Павлов и од кварц мермер направивте и од лемуријанско писмо арапско направивте и уште Владо Павлов седел на врата овие неколку години уназад и 100 динара наплакал да го видат овај артефакт. Мои кочанчани, мои од Музеј на Република Македонија, се изгубивте. Затоа, ние барем нешто сочувавме, доказ за Македон, цвеќе на животот меѓу две афионски чушки. Ние барем го сочувавме на старото македонско писмо, кој што е познато уште од времето на лемуријанците. А вие што дочувавте? Каде барем еден артефакт од сликите од Мородвис? Дајте ни, вие од Музеот на Република Македонија. Каде се артефактите пронајдени од Барутница, тоест Асном, од локалитет Лукубија, од локалитет Текешински Лозја, од локалитет Аленјак, од локалитет Црквиште, Мородвис? Дајте ни еден артефакт, вие патриоти, археолози на Република Македонија, за да најдете мана на некого и на еден тим од целиот свет кој што чувал докази за Македон и за Македонија. А вие, градоначалниче на Кочани, немој да пливате во тие води како што пливаше папазот и виде до каде дојде. Немој, затоа што не дозволуваме повеќе Кочани да има градоначалници кои што ќе имаат заштитници во стилот на Радко и Ванчо Деликатес. Ако не веруваш, Грозданов, имате во фамилијата историчар, прашајте ја. И јас имав во фамилијата историчар. Иван Павлов, починатиот. И ти имаш, Владко Грозданов, историчар. Прашај, ако не знаеш историјата на Кочани. А ова вистина, на кој што работам 20 години и на кој што глава во торба ставам за Македонија, нема да дозволам и ти, Владко Грозданов, да бидеш како папазот и како претходните градоначалници на Кочани. Затоа што видовте до каде дојде Кочани. Не знам како ги успеат и оние дечиња да ги санираат последиците на белите дробови. Не знам. И нема да прекине ова. Напротив, вистината ќе одекне најсилно и за пулс, и за ова што сакате да правите со Кочани. Ниту парк, ниту стамбен комплекс. Кочански Панаѓур треба да биде место каде што треба под најсилно обезбедување да се заврши истражувањето и да се докаже вистината за ковачницата, која што е поврзана со престолнината на Македонија од Архелај I. А таа вистина ја имате овде. Исто како што локалитетот Лукубија е поврзан од времето на пајонците, каде што има и пајонска гробишта. А Илинка Митрева, археолог кустос од Кочани, е должна да каже од најновите истражувања каде се артефактите, каде се доказите за тој лик од над 3 метра и скелети од дечиња околу него пронајдени на локалитетот Лукубија во 2005-2006 година. А исто така ја прашаме Илинка, зошто е дозволено на локалитет во Спанчевско да се инсталираат соларни панели од кондукторот Николче?
Затоа што и тој локалитет е од суштинско значење за Кочани, Кочанско и за Македонија. Ајде, археолози, да играме, како што знаете да играте и да измислувате приказки. Се со една цел, да уништите еден лик, а со таа цел сакате да доминирате со геоглифот, со лажниот гроб, а за таа цел ви смета Владо Павлов. И затоа вистинскиот гроб негов сакате да го арнисате, да го зацементирате, а народот да го лажите со геоглифот. Каде се чуло, каде се видело символот црнилиште да е поврзан со Македонија? Зарем Александар го поврзувате со црнилиште? За нешто што горело? За нешто што се правило ритуали? За нешто што било поврзано со Молохот? Да погледнеме што се имаме во Кочани. Да погледнеме кој и зошто го прави ова против Владо Павлов. А вие во ова радувочани секој чест за поединци. Останувам за вас херои и ќе се бориме сите заедно за Кочани да биде град на светлината. А по големиот број, тешко, самите на себе, нема да верувате дека Владо Павлов можете да го ставите во скут. А наркокланот и се оно што го правите против нашите деца, ќе си кажете сите вие од кого доаѓа белото, а од кого доаѓа травата. Се македонското обединување многу добро знае све. И децата, и младите, и во Кочани, во цела Македонија ќе бидат светлината на целиот свет. Колку и да нарачено преку Сорос формациите ги уништувате, а тоа ќе ви го докажеме со вистината за Пулс. Токму на вас, ова радувлочани, кои што изигравате се уште богови и верувате дека сте богови, а со фингирани сценарија дека ќе го наместите Владо Павлов, не ви палат. Затоа ги прашаме сите они од Музеј на Република Македонија, каде се артефактите од Кочани и Кочанско? Вие, кои што наводно сте биле на увид на Нова година и сте нашле мана на лица кои што ги чувале за Македонија. А каде се вашите докази за се оно што работете со години уназад низ локалитетите во Кочани и Кочанско? Каде се нашите артефакти од Кочани, господа археолози од Музеј на Република Македонија? Еден покажете ни. Каде е артефактот? Златен прстен со двоглав орел. Каде е артефактот? Златен прстен со созвездието на Плејадите и лав горски. Каде е најстариот артефакт? Бронзен прстен со символот на Венера, 8 кракото сонце. Да продолжам, македонци, колку артефакти нема од Кочани и Кочанско, украдени од овие парфемисани диви копачи заедно со екипата на оние кои што се поврзани. Се ќе заврши и нема да ви успее со локалитетот Панагир во Кочани. Затоа, градоначалниче Гроздановски, имате во фамилијата историчар, и јас имам во фамилијата историчар. Слободно, со кафе, со ручек, разговарајте си и гледајте го ова моje видео и видете дали сум во право. Цела Македонија ја повикувам. Ако и овај локалитет стане мезе на Радко Сорос и Ванчо Деликатеси Мијалков, да застанеме на нозе против оваа урбана мафија, која што секој доказ за Македонија ни уништи, која што секој доказ за Македонија ни арниса, се за нивен личен интерес, за 1 евро повеќе во джеп.
Кочани, локалитет Аленјак, имаме некропола. Локалитет Калугерица, имаме исто така некропола. Бавчелок, некропола. Значи имаме 3 некрополи до сега. Барутница, населба од римско време. Со напомена, каде имаме населба од римско време? Поднезе. Каде имаме населба од римско време? Поднезе имаме македонска вистина. Римјаните биле и правеле градови на древни македонски престолнини. Значи, каде имаме населба од римско време, таму ја имаме и вистината за Македонија. Кога ќе чепнеме малку подлабоко, ќе дојдеме до Македонија. Дали ме разбирате, македонци мои? И продолжувам. Барутница, населба. Влашки ливади, Влашки бунар, населба. Горица, населба од железно и римско време. Кругот на касарните, некропола. Стари Лозја, Лукубија, некропола. Текешински Лозја, некропола од железно време. Некропола од железно време. Досега ви прочитав, ако не повеќе, барем 6-7 некрополи. Колку населби и колку народ требало да живее овде, за да имаме 6-7 некрополи. Ако продолжам, во Кочани и Кочанско ќе излегнат преку 20 некрополи. На повеќе места околу Кочани и Кочанско. На што ви укажува сето тоа, македонци мои? Ви укажува на живот во континуитет од железно време до ден денес. Уште еднаш. Ете каде Алекс ги градеше стамбените комплекси. Каде што има некропола од железно време. Немој да кажете дека Владо само се измислува. Така е заведено, така е запишано. Значи, Аленјакот, тоест пирамидата Бела, е некропола од железно време. Во исто време, у исти временски период, имаме исто така Текешински Лозја, некропола од железно време. Тоа значи дека во исти временски период живеел народ и на пирамидата Бела и во Кочани на локалитетот Текешински Лозја. Немој да верувате, ниту парк, ниту стамбен комплекс ки има. И се тоа што го прави Ердоган во Република Македонија ќе падне во вода, на кој што верно му служат Радко Сорос вахабиста и Ванчо Деликатес за доаѓањето во ветената земја на турските хазари. Тие ви са мигрантите, македонци мои. За нив не треба шатори. Тие веќе купија се во Македонија. Нивните шатори се стамбените комплекси. И да не ве манипулираат повеќе, македонци мои. И продолжувам. Ова е се од Кочани. Трештена скала, бронзено време. Цигански рид, некропола. Црница, некропола. Шилести рид, некропола. Градиште, населба. Грамади, населба од доцно античко време. Продолжуваме. Значи, ова е се вистината за Кочани. Могили, некропола. Трнавица, могила од римско време. Грамади, населба и некропола. Чешиново Облишево,
населби, тракански рид, населба од доцно античко време, турски гробишта, населба од доцно античко време, грамади, населба од доцно античко време. На што ви укажува сето ова, македонци мои? Јас ќе ви кажам, сето ова ви укажува на вистината за Архелај први, за Пердика први и за вистината на Филип Македонецот. Затоа ве повикувам уште еднаш. Не дозволувајте на овие, кои што под капата на турските хазари и под капата на Сорос ни ја разнебити и уништија Македонија. А тоа значи Грција да остане во живот. Ова вистина која што Владо Павлов ја споделува со вас на дело и на кој што мако трпно само иницијативно, со само финансирачко дејство, го работи ова за Македонија и не бара динар од државата, ниту барал, ниту ке бара. За ова вистина, за Бела, за престолнината на Кочани, за Филип, за Александар, за Архелај први. Уште еднаш, градоначалниче на Кочани, имате во фамилијата историчар, верувам дека сте разговарале во минатото, како ја што разговарав со мојот чичо, историчар од Кочани и Кочанско, Иван Павлов покојниот, и за кој што имам и литература од него, брејки книги сум ги читал, така да верувам дека и ти како градоначалник нешто од твојата фамилија како историчар што имате, барем една книга сте прочитале да ви кажат за вистината на Кочани и за вистината на овие дела и за вистината на поврзаноста на Македонија со нашето Кочани и Кочанско. И твоја одговорност е дали ќе ги бараш сите овие докази за вистината за Македонија. И твоја должност е, градоначалниче на Кочани, да покренеш иницијатива за музеј на Кочани кој што требало уште во 80-те години да биде направен. Уште од времето на Кирил Трајковски, зетот на Благој Попов. Музеј кој што не е направен во Кочани до ден денес, поради тоа што овие археолози се искрадува од Кочани и Кочанско. Па на крајот и локалитетите не ги направија дека биле од мала археолошка важност, за да бидат парцела, за да триото Мијалкови, триото Ванчо Деликатес, триото кои што се поврзани со урбаната мафија, да на овие парцели градат стамбени комплекси. Тоа се вашите патриоти. Таа урбана мафија се бори Грција да ја додржи во живот. Затоа што ова вистина од Владо Павлов за Кочани и Кочанско Грција испраќа во пензија 30 години, а со неа и цела Европска Унија. Затоа што вистината за Европска Унија, дека е поврзана со вистината за Грција, е лага. Бидејќи биле толку умешни грците па ги излагале дека целата историја на Европа е заснована од Грција денешна, од Атина. Не е, македонци. Целата вистина за Европа е заснована од денешна Македонија. А Кочани и Кочанско ги имаат доказите. И затоа треба да има стамбени комплекси, за да можат да ја закријат ова вистина. И затоа на тој пат им смета овој лик, Владо Павлов. И затоа имаат за цел све да зацементираат, све да однесат и никој да не знае ништо. Ама на тој пат и застанавме ние. И во нарачен претрес измислен
ја украдоја увара довлочени нашата вистина за Кочани. Какви такви? Ние чувавме докази, археолози на Република Македонија. Кажете ни вие, кој доказ го зачувавте и каде се артефактите од Кочани и Кочанско? И зошто музеј до ден денес нема во Кочани, а има пронајдено повеќе артефакти од Виничко кале? Каде се тие артефакти? И дали Винче културата е правена со нашите артефакти кои што се пронајдени на локалитетот Лукубија и продадени на Србија? И дали Лукубија е поврзано во еден временски период со жртвување на деца, каде што Илинка, археолог и кустос од Кочани, ја крие се уште вистината за она што е пронајдено во 2005 година, каде што има пронајдено скелет со лице над 3 метра и околу него погребано дечиња. Скелет на дечиња. Каде што во еден временски период, поради кој што Бог се спротивил на македонците, во времето на Еремија и плачот на Еремија од Плачковица, поради кој што е добиено името на Плачковица, до темели го уништува тогашниот град Кочани поради овие ритуали кои што ги правеле на Молохот. А докази имало во Пајонската некропола на локалитетот Лукубија, скриени од археолозите, начело тогаш со Илинка, археолог и кустос. Дали Илинка од Кочани, археолог и кустос, крие многу работи и ја крие вистината, им смета Владо Павлов поради ова вистина за Кочани и Кочанско? Ќе покаже времето. А ти, градоначалници на Кочани, немој да веруваш дека ќе бидеш новиот папас под капата на Радко Сорос и вахабиста и Ванчо Деликатес и да правите урдум, лом да правите швајцарско сирење од нашите локалитети и да правите парцели за стамбени комплекси на места каде што имаме вистина за Македонија. Нема да ти успее. Ете јас, Владо Павлов, ти кажувам. А тоа го кажав уште за времето на градоначалничките избори. Кочанчани, останете ми во мир, љубов и хармонија. И ве молам, кога Владо Павлов ќе се организира за спас на Кочани, да нема ниту еден кочанец. Така ми е најубаво. Бидејќи до ден денес на секоја моја манифестација, на секој мој протести за Кочани, за археолошки туризам, за вистината на Македонија, абе вака доваѓавте сите, цело Кочани. Затоа сега сакам да одморете малку, да не доваѓате, кој ќе доваѓа цела Македонија за спас на Македонија. Бидејќи сите градови во Македонија зависат од Кочани и ќе дојдат. Ама вие, кочанчани, ќе ве молам одморете тој ден. Освен онија 1 до 2 кои што доваѓаа, повише не сакам да ми доваѓате. Тоа е мојата желба за времето кое што ќе доаѓа во иднината, затоа што знам дека Кочани мораме да го воскреснеме. И ќе го воскреснеме. Без вас, кочанчани мои,